Почитувани колеги пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата, и колеги, односно колешки, вие неколку, кои што останавте овде само да не слушате, што имаме да кажеме за денешниот предлог Татјана Васич Бозаџиева да биде уставен судија. И онака, гледајќи ве како седите, предпоставувам дека во себе имате едно чувство дека конечно не надмудривте, дека конечно изнајдовте начин како ќе ја победите опозицијата и дека ќе ги донесете уставните судии, оние двајцата кои што, еве, условно кажано, не поминаа, меѓутоа вие ги направивте да поминат, и дека, еве, сте победници во оваа битка. Меѓутоа, поздравете го оној кој што измисли оваа остроумна глупост, бидејќи истиот очигледно не гледа подалеку од својот нос, од својот интерес, и запрашајте се вие како овој чин ќе има далекосежни последици понатаму и за нашата иднина како Република Македонија, за реформите во наводници во судството и какви последици ќе има за вашите деца, кои што веројатно ќе си заминат од Македонија. Ова се, почитувани, едни уставни судии кои што ќе седнат во столчето, спротивно на правилата, спротивно на деловник, спротивно на закон, на устав, и, замислете, треба да го штитат уставниот поредок, каква небулоза. Со тоа што ние денес зборуваме за номинација на Татјана Васич Бозаџиева за уставен судија, вие, колеги од владеачкото мнозинство, предводено од СДСМ и ДУИ, само потврдивте дека цврсто стоите зад непрофесионализам, дека цврсто стоите позади подкупливост, позади корумпираност, позади неправичност, и дека тоа се вашите вредности кои што ве водат во животот, за жал. Или со еден збор да кажам дека вие всушност правите една негативна селекција. Овој избор е по истата методологија по која што се водите и за избор на сите други останати функции, и затоа Република Македонија е на местото на кое што се наоѓа, на дното. Вие ставате некадарни, но наградени, благодарни ваши луѓе кои што се надевате дека некој ден ќе го кренат рачето на начин кој што вие денес ќе го кренете рачето за нив, но не, тоа не е така, и јас ве уверувам дека во моментот кога ќе се промени власта во Република Македонија, ќе го променат и тие своето мислење, а вие наградете ги, а за сметка на тоа ќе трпи целиот македонски народ, ќе трпи уставниот поредок во Република Македонија. Но што е тоа негативна селекција? И така, пишувајќи го овој говор или подготвувајќи се за овој говор, ми текна на еден преубав текст на Венко Андоновски и се потрудив да го најдам, а верувам дека сите ќе се пронајдете во овој текст, односно во објаснување што е тоа негативна селекција, и еве вие проценете дали истата постои во моментот при гласањето на Татјана Васич Бозаџиева за уставен судија. Негативна селекција е кога намерно на чело се избира послабиот, за да не оди напред подобриот, затоа што тогаш сите ќе мора да одат напред, за да не мора да се оди напред, за да не мора да се работи. Тоа е цената на мрзеливоста, комоцијата и диктатурата на просекот. Дали е тоа вистина? Да, вистина е, почитувани колешки пратенички. Тоа е кога некој сака да го убие најдобриот, затоа што најдобриот го засрамува просекот. Еве сега споредете ги од едната страна Кацарска, која што беше наградена за тоа што
изрече вековни казни за уставобранителите. Еве, ставете ја Татјана Васич Бозаџиева, која што веројатно направи големи услуги на оваа власт и, како што кажуваат шпекулациите, е една од оние кои што стојат позади тие тендери за набавка на кинески вакцини, за кои што до денес никој не одговара. Ставете го Јовески. И од другата страна, за Јовески нема потреба да зборувам заради тоа што и врапчињата на гранките знаат, и од другата страна ставете го Саво Климовски, ставете ја Родна Живковска, ставете го Тодор Витларов и ќе ја видите негативната селекција. Таа дефиниција на Венко Андоновски и до ден денес е вистина. Обичните не го сакаат најдобриот, затоа што најдобриот им покажува колку се ретардирани, недугави и неработливи. Тоа се неговите зборови, кои што денес ги гледаме на дело. Во оваа држава постојат луѓе, кои што откако ќе го испијат утринското кафе, прават планови како сопствениот бофал ќе го продадат како А класа. Вие денес Татјана Васич Бозаџиева ја продавате како А класа, како некој кој што треба да биде уставен судија во Република Македонија. Таа е таа негативна селекција од која што треба да се засрамите и таа е таа негативна селекција од која што ќе трпиме последици сите ние. Значи, тоа е, прават планови, истите тие, односно вие, цели стратегии нацртани на хамер, како ќе им постават бариери на способните, од Бога бакнатите на надарените. Значи, целта е да се постави барикада. Тоа се случува секаде, на факултетите, во политиката, кај чиновниците, во МАНУ, секаде. Така вели Венко Андоновски, а јас ќе го додадам и Уставниот суд. И затоа, вели Венко, не се откажувај. Ова е држава во која, ако замислиме дека секоја професија е бокс меч, мораш да победиш со нокаут, оти ако одиш на победа со поени, судиите ќе го наместат мечот и ако си супериорен, ќе загубиш со 3:2. И ова е вистината, за жал. Денес изгубија најдобрите, изгубија Саво Климовски, изгубија Родна Живковска. Зошто? Затоа што судијата, тоест талат или вие во случајов, одлучувате да не победи подобриот. Тоа бара енергија, да, и ние сме истоштени, тоа цица енергија, ама тоа е тоа. И завршува Венко Андоновски со реченицата: Македонија вечна, толку вечна што не подлежи на развој. Тука тапкаме ние веќе 30 години. Од моментот кога Уставниот суд стана уставен суд со Уставот на Република Македонија, од моментот кога почна да функционира оваа институција, ние немаме никакви реформи, а вие ветувавте и брда и долини, ветувавте и реформи во судството. Добивме и насоки од Венецијанска комисија и беа доставени до Министерството за правда, но реформи во Уставниот суд до денес не видовме и на крајот Татјана Васич Бозаџиева како црешка на шлагот ја ставате за да и помогне, сега ќе ја цитирам Кацарска во едно интервју, каде што вели дека и треба дебата во Уставниот суд за носење на квалитетни одлуки. Татјана Васич Бозаџиева на Татјана Кацарска може да и каже како се местат тендери, како се прават уредби со законска сила кои што никогаш не се разгледани во Собранието на Република Македонија, може да каже како се прават трансфери од министерство на министерство, ама дека ќе и даде некој совет или правно мислење кое што е издржано, јас навистина не верувам. И бидејќи има многу што да се кажува, имало во минатото брилијантни умови кои што седеле во Уставниот суд, јас ќе ви речам дека, за жал, со власт криминална, како СДСМ и ДУИ, не можевме да очекуваме подобар избор. Ви благодарам. Има збор Лјупчо Пленчев, повелете.